Која може да е причината за деца од 10 и 12 години да добијат сексуален нагон или пак тоа е учење по некој пример, по улога, например, од нешто што гледале веќе на интернет? Па алармот е вклучен многу одамна, дека децата се повеќе се препуштени сами на себе да го поминуваат и слободното време и времето на интернет и очигледно дека овој случај треба да ги мобилизира не само родителите и нивната одговорност околу тоа што децата прават во слободно време, како го користат интернетот, дека станува збор за сексуално и дигитално насилство без кривична одговорност бидејќи се малолетници е факт, но факт е исто така дека децата се рефлексија на се она што се случува во општеството и на отсуство, би рекол, и на родителска грижа и контрола. Тука има голема улога и воспитно-образовниот процес, училиштата и секако социјалните служби кои треба да детектираат семејства кои се во ризик и препуштени деца без стручен надзор, би рекол, од страна на родителите. Трајни последици ќе остави кај детето жртва. Ова што му се случило, секако треба да се работи и со сторителите на ова, би рекол, тешко дело кое, за жал, кривично не може да одговарат, но мора да се превземат мерки за нивна ресоциализација, а со детето жртва посебно треба да се работи во натамошниот период и тука има многу голема обврска не само Центар за социјална работа, туку и воспитно-стручните служби во училиштата. Насилство преку интернета, мрежите може да предизвика да експериментираат не знаејќи во што се впушта. Дали овие деца се доволно зрели да знаат што е еден сексуален чин? Тука станува збор за тоа дека децата намерно го виктимизирале детето преку социјалните мрежи и на тој начин можеби мислеле дека на тој начин тие ќе бидат во јавноста таму каде што живеат и работат предпознатливи како ликови кои легуваат во едно, би рекол, сајбер насилство, кое е слободен простор кој не може да се контролира. Иако тие не ги споделиле материјалите на социјалните мрежи, многу е грозоморно што го споделиле на нивни врсници. Дали тоа значи дека можеби вакво насилство се случувало и претходно, па и тие да покажат дека еве се дел од една таква групација? Простор и работа, повторно кажам, за стручните служби, бидејќи ова на некој начин патолошко однесување кај оваа групација на деца укажува на тоа дека или децата не знаат колку штета може да му нанесат на своето другарче, или пак го прават тоа од други побуди кои очигледно не се санкционирани. Значи, ако вие го препуштите детето слободно во слободното време без никаква родителска контрола и без никаков надзор од социјалните работници, стручните служби, и при тоа не му кажете какви се последици, колку тоа ќе влие негативно не само за нив, туку и за детето кое го повредиле и му нанеле трајни последици, а при тоа не одговара, значи, повторно ќе кажам, една класична рефлексија на се што се случува во општеството. Децата го впиваат тоа што е